Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме тука во студиото го имаме господинот Рихан Дурмиши, поранешен пратеник. Господине Дурмиши, добре дојдовте во студио 10. Добре ви најдов, благодарам на поканата. Се зборува многу во последно време за промена на уставот, еве почна и работната група на Министерството за правда, како што видовме, таму таа почнува да речеме половично, бидејќи представниците на опозицијските партии одбија да делегираат своји представници таму, како и да е, ова е самиот почеток на процесот, ќе видиме до каде ќе стигне, но дебатата се води за тоа дали освен бугарите во уставот треба да влезат и други етнички заедници. Власта веќе најави дека хрватите и црногорците може да влезат, се зборува и за евреите, се јави и други етнички заедници кои исто така барат да влезат, се зборува сега и за хрватскиот модел, ќе зборуваме и за тоа малку подетално, но прво да видиме, еве има барање и од вас, но и од други, во уставот да влезат и торбешите. Така, уште еднаш благодарам на поканата. Ние како торбешко здружение, значи Торбешки мост, имаме и официјално поднесено барање до владата на Република Македонија и сите други релевантни фактори кои што би влијаеле во делот на промената на уставот за вметнување и на торбешите во преамбулата во новиот устав и ги поддржуваме сите, буквално сите намери на сите добронамерни луѓе за процесот во кој што би требало да се случи овој период, а тоа е да се промени уставот со проширување на преамбулата и внесување на други етнички групи, етнички заедници во преамбулата на уставот. За да оди Република Македонија напред во Европската унија, мора да има и промени на уставот, мора да има и општ политички консензус по ова прашање и затоа сметаме дека промените добро е да се случат, при тоа да не наштетат на никој, што значи дека македонскиот народ најпрвен да си го задржи својот идентитет, јазик и сите оние особености, но да се прошири преамбулата и со оние други останати етнички заедници кои што досега не се ставени во уставот. Вие кажавте некои од нив, јас ќе ги споменам затоа што доаѓам и во името на торбешите. Јас ќе ги споменам торбешите затоа што мислам дека по сите параметри, по сите критериуми, торбешите се практично првите што би требало да влезат во новата преамбула и новиот устав на Република сега Северна Македонија, затоа што сите ние го знаеме фактот, а тоа е дека торбешката етничка заедница е трета по бројност во Република сега Северна Македонија, но од разни причини, низ времето и низ историјата, бројката на торбеши за жал се намалувала, што евидентно го покаже и последниот попис, може би за тоа подетално ќе зборуваме. Да. Така да во секој случај мислам дека сега е можеби правата и единствена можност и шанса и сите други што не се ставени во уставот да влезат, но при тоа да влезат и торбешите и на тој начин да се заокружи целата она преамбула, како што затоа што нели знаеме дека Македонија е мултиетничка, мултиконфесионално општество, така да кога ќе ги унапреди, кога ќе ги вметне и другите помали етнички заедници во преамбулата, мислам дека на тој начин ќе се затвори тој процес и тогаш државата ќе си даде шанса и можност побрзо да се интегрира во Европската унија. Да, торбешкото прашање е специфично и комплексно, има одредени аспекти кои се прилично интересни околу тоа, околу влегувањето во уставот, го спомнавте и пописот, ќе зборуваме за тоа, но пред тоа само сакам да ве прашам уште едно прашање кое е доста актуелно, тоа е дебатата околу хрватскиот модел. Тоа излезе после, да речеме, го нафрли прво власта, некако го спомна како пример, го спомна впрочем и представници на Европската унија исто како пример, како позитивен пример, но опозицијата ја прифати таа топка и продолжи да го следи тој наратив и велат дека за нив хрватскиот модел е прифатлив, потоа дојде објаснување од власта дека тоа не е баш така, дека тие зборуваат за тоа дека во Хрватска ги ставиле сите малцинства во уставот, додека опозицијата вели не, ајде да го смениме уставот баш според хрватскиот модел.
Така е. Сега сите знаеме дека воопшто во светот има различни модели на уредување. Тука ние најсвежо и најблиску и можеби една од државите која што последна влезе од нашиот регион во Европската унија, тоа е Република Хрватска, и за волја на вистината сите го преферира хрватскиот модел како еден успешен модел за интегрирање посебно на помалите етнички заедници во нивната држава практично, затоа што хрватскиот модел кажува дека во нивната преамбула се набројани 22 етнички заедници, што е многу добро, меѓу кои се набројани дури и македонците и албанците и сите тие, колку што јас знам, мислам дека е точен податокот. И Хрватска веќе од поодамна дискретно бара од Македонија исто така да направи еден реципроцитет. Да, не вака како што бара Бугарија со уцени и така натаму, туку едноставно вели кај нас е ставени македонците, ставете ги вие хрватите. Па мислам дека тоа е логично, но и јас мислам дека треба и ние, јас ова сум го кажал и на тогашниот председател Иво Јосиповиќ како координатор на пратеничка група, дека нам ќе ни треба помош од Република Хрватска во делот на преговорите и начинот на кој тие се справиле со тие преговори и како тие успешно ги поминале сите поглавја на преговори за да можат да влезат во Европската унија, и тоа е факт дека е нешто добро. И сега оние сигнали што ги она уствари што го гледам, дека и сега скоро беше и хрватскиот председател, мислам тука во посета, и тие се исто добри позитивни работи каде што и нашата влада и нашата држава може да научи многу од нивниот начин на разговори и преговори, така да мислам дека хрватскиот модел е добра основа да послужи како добра основа за да може посебно за помалите етнички заедници да може да бидат внатре, да се вметнати, затоа што ако направиме една паралела, некаде јас направив едно истражување, значи македонци во Хрватска се декларирале околу 4400, што значи 0,10% од нивното население, и тие влегле во хрватскиот устав. По тој основ на 1.836.000 по пописот од 2021 жители на Република Северна Македонија, торбеше се декларирани 4174, што значи 0,22%. Значи и по тој основ можеби ние како торбеше ги исполнуваме и тие критериуми, затоа што практично Хрватска успеала да се надмине себе си и да вметне 0,10% од некое друго население кое што живее во државата, конкретно македонците, да ги стави во хрватскиот устав. Зошто тоа истото не би се случило и со нашиот устав, да може еден таков критериум, затоа што конкретно, иако мала е бројката на торбеши кои што се изјасниле според наше видување, 4174 како резидентно население, но мислам дека е сосема реална бројка да можеме како 0,22% да влеземе и ние во уставот. Но уште едно прашање околу тоа, околу хрватскиот модел, и вие самиот велите дека може да биде добар модел за понатамошни. Може да биде добро. Но сега опозицијата вели не како модел, туку хрватското решение какво што е, такво да го пресликаме во Македонија. Бидејќи во хрватскиот устав вели Хрватска е држава на хрватскиот народ и на сите останати малцинства кои живеат во неа, тоа се ги набројува малцинствата. Сега претпоставувам дека таму е направена една друга работа, а тоа е практично математика, што значи дека 94% од хрватската држава припаѓа на хрватскиот народ, тоест на последниот попис се изјасниле како хрвати. Околу 5% имате срби и сите други се околу 4 нешто проценти, што не е случај со нашата држава. Знаеме дека ние по сите параметри нашата држава функционира како мултиетничко, мултикултурно, мултиконфесионална општина, каде што имаме една доминантна заедница, тоа е македонската заедница, но имаме и сериозна бројка на албанска заедница, која што е сега со последниот попис како околу 30%, и имаме други заедници кои што се со неколку проценти, така да јас кажав дека добра основа е хрватскиот модел да се земаат одредени позитивни примери од таму, но мислам дека целосно не мислам дека може да е прифатлив, но секако тоа останува на политичките субјекти да се договорат, зашто ние им даваме сериозна подршка во тој дел. При тоа да нагласам уште еднаш, и ние, и од овдека отворено кажувам дека и ние торбешите не само што сакаме, треба да бидеме дел од новата преамбула и новиот устав. Да, сега да поразговараме малку за оние специфичности околу така нареченото торбешко прашање. Имено тука знаеме дека
има различни толкувања на начинот на кој торбешите се изјаснуваат околу идентитетот на самата заедница. Порано, значи во поранешна Југославија мислам дека беа именувани како македонци муслимани, ми се чини, порано. Па потоа имаше некои други промени и мислам дека терминот торбеш дали прв пат почнува да се употребува од партијата ПЕИ, на која вие бевте член како официјален термин, мислам дека така е, дека прв пат почнува да го промовира терминот торбеш и така. Мислам терминот постои од пред тоа, но да се официализира како името за народот, мислам дека прв пат почнува ПЕИ да го протежира. И сега веќе еве имаме на пописот 4174 луѓе кои се изјасниле веќе како торбеше, но има се уште и кои се изјаснуваат и како македонци муслимани, може би има и како нешто друго. Има и сега веќе што се изјаснуваат и како турци, како албанци, ке зборуваме за тоа, тоа е посебно прашање, но околу идентитетот се појавија неколку колумни во последно време, една е на адвокатот Тони Минкиновски, се појавија и на други, кои велат, но зошто торбешите да се изјаснуваат како торбеши или како македонци муслимани, бидејќи тие се македонци. Тоа е нивниот став. И велат, треба едноставно да се изјаснуваат како македонци без никаква додавка на тој термин. Што мислите околу таа теза? Многу работи, благодарам. Значи, бивша Југославија, сега и ние сме биле тогаш мали, вие сигурно и помал, значи до 70-та година воопшто не се споменува македонци муслимани. Со пописот од 1974 година направено е Соломонско решение и тогаш се воведува терминот муслимани на ниво на тогашна Југославија, каде што и Република Македонија беше една од тие 6 републики, што значи дека никој пат народот ниту имал можност, ниту се декларирал како македонци муслимани. Предпоставувам дека причините зошто е тоа така треба да се најдат, да се бараат многу наназад. Нашата теза е дека ние од веки памтивек сме живееле на овие простори, во Република Северна Македонија, и сме се секој пат не поистоветувале како торбеши. Што значи дека торбеши имате во Република Северна Македонија, имате со друг назив кој што се во Република Косово, имате горанците, да, имате во Бугарија, тоа се помаците, имате исто така вакво или многу слично население во Република Албанија, така да ние и за другите секој пат сме биле торбеши. Значи, кога зборам за другите, и за македонците, и за албанците, и за турците, и за сите други. Ние сме биле торбеши и тоа не е воопшто проблем. Значи, нашиот идентитет е тој. Значи, се извинувам, значи терминот македонец муслиман почнува во Македонија да се користи која станува независна? Така е. Значи, терминот македонци... Јас мислев дека и од претходна е. Од претходно, значи тоа е предпоставувам периодот околу 80-тите години некаде. Аха, тука. Значи и тука има две работи. Еднаш ги викале луѓето македонски муслимани, за после тоа, после некој период да бидат македонци муслимани, и тоа е исто, според мене нема никаков проблем. Значи имате луѓе, како што и вие кажавте, од нашите, од торбешите, кои што сакаат и се поистоветуваат и сакаат да се македонци, да се нарекуваат македонци. Тоа не е проблем никаков, затоа што ние живееме во државата Македонија, зборуваме на македонски јазик и тоа не е проблем. Значи имате луѓе кои што се декларираат или сакаат да се декларираат како македонци муслимани. Повторно не е проблем, но имате и луѓе кои што еве сега пописот покажува дека се торбеши, практично се истите тие луѓе. Сите тие другите што се декларирале како македонци муслимани или муслимани, тоа се торбешите, нема други. Затоа што торбешите и бошњаците, да не заборавам, само тие се две заедници во нашата држава, па можеби и во вашата сигурно, матична, кои што се муслимани ние сме само муслимани и го говориме македонскиот јазик. И затоа сме ние торбеши. И она што ви реков, секој пат низ историјата ние сме го докажувале нашиот идентитет, затоа што и за нас сме биле торбеши, ама и за другите, секој пат тие викале, ој е торбешите или од торбешијата, не знам, Скопскиот дел, така се нарекува и географски, значи тоа е торбешијата нашите, кај што се горе Цветово, Пагаруша и сите други села, и така да
Тоа е, мислам дека нема да има проблем никаков. Добро, Ја имало дебати се водат за ова веќе со децени. Има и други кои ја протежираат таа идеја, исто така торбешите едноставно да се именуваат само како македонци, значи да не се бидејќи нивната теза е дека тоа е дел од македонското национално ткиво и дека религијата тука не е битна, дека терминот македонец не треба да се поистоветува со религија, дека македонец може да биде секој од било каква, но очигледно дека тоа во пракса на терен не делува баш така. Дека во праксата не се случува така. Сега ќе ме вратите малку поназад. Јас не сакам да се врачам назад, сакам да одиме напред, но би го споменал фактот од 1950, 51, 52 до 55-6 година. Значи практично екзодусот на торбешите во, тоест иселувањето на торбешите во практично во Република Турција. Зошто тогашната држава, тогаш била Југославија, но и Македонија била во состав на Југославија, зошто тогаш тие не застанали и не рекле ние сме исти со овие луѓе и треба овие луѓе да останат тука, туку буквално ги истерале од своите огништа и јас сум сведок, сите сме сведоци. Значи тоа се илјадници луѓе, можеби над 200-250 илјади луѓе кои што, значи зборам за торбеши, вие ги нарекувате или ги нарековте македонци муслимани, сите тие се однесени во буквално избркани во Турција, да мораат при тоа да се откажат и од тогашното југословенско или македонско државјанство. За сега да имаат проблем истите тие луѓе и повторно државата многу малку или воопшто да не им помогне, а тоа е, јас лично знам, над стотици и стотици илјадници, да кажам, има барања за државјанство на овие луѓе кои што живеат во Република Турција, при тоа матична држава им била и Република сега веќе Северна Македонија. Зошто тие луѓе имаат проблем да си го остварат нивното право? Значи имате луѓе кои што се биле деца 50-51 година, некој тогаш бил роден. Татко му го однесол во Република Турција само затоа што биле муслимани. И сега тие истите луѓе кои што се родени во Република Македонија имаат проблем да си земат пасош. Зошто е тоа така? Затоа што очигледно дека и тогаш, па и сега, државата знае дека ние сме нешто сосема друго и само заради тоа поминуваат овие работи. А при тоа, да кажам дека како бројка сите не сакаат. Ако им требаме за бројка, ако им требаме за, не знам, за избори, ако им требаме за попис, сите викаат наши сте. Еве и оваа дебата денес верувам дека ќе продуцира одредена дебата и надвор од овој медиум, затоа што секој пат кога торбешите ќе се јават и ги бараат своите права, секој пат ќе се јават неколку други етнички заедници и ќе речат не, тие не се во право, тие си се наши, едните викаат вие сте наши, другите викаат вие сте наши, третите викаат вие сте наши, а ние знаеме кои сме и знаеме дека не сме нивни, ние си сме наши, баш така. Да. Добро, а во самата торбешка заедница, да речеме исто така, еве има луѓе кои се изјаснуваат различно. Која е дебатата која се води во самата заедница? Дали е можно да се постигне некаков консензус околу тоа национално изјаснување на торбешите? Бидејќи еве и пописот тоа го покажа се уште луѓето се изјаснуваат различно. Мислам, не е тоа неспорно, како што и вие самиот кажате, така. Тоа е право на самоопределување, кој како сака, туку едноставно поради самата внатрешна национална дебата. Така е. Ова прашање кај торбешите исто е со неколку прашалници и сосема е легитимно. Бидејќи има и представници на партии кои ги представуваат торбешите или македонците муслимани, бидејќи има други кои велат дека се македонци муслимани. Значи има партии кои различно ги представуваат луѓето, се уште. Така е и тоа ќе биде така. Затоа што ние како торбеши досега неколку не знам циклуси на попис поминале, ама никој пат не сме имале можност да кажеме точно кој сме и што сме, за да излезе некоја релевантна бројка. Сега овој попис кажа нешто и добро е според нас дека кажа одредена бројка. И затоа викам дека проблемот не е кај нас, а проблемот внатре во торбешите дека постои. И сега тука ние не можеме ништо да направиме. Тие што сметаат и што преминале во друга етничка група, етничка припадност, нив може само вака да се уведуваме,
и утре за утре можеби би се вратиле. Но тие, ако се чувствуваат турци, албанци, македонци, нека се чувствуваат, тоа е нивно право. Сметам дека ако торбешите влезат во преамбулата на новиот устав и во уставот на Република Северна Македонија, не само што сметам, убеден сум дека наследниот и понатаму на другите пописи, при тоа да можат да си ги остварат и своите права, така, на другите пописи сигурно би се декларирали оваа бројка од 4000 и не знам колку луѓе, плюс да не заборавам дека околу 1843 луѓе се нерезидентно население во диаспората декларирани како торбеши, значи нашата бројка кажува дека сме 6017 во моментов декларирани како такви. Ако имаме можност да влеземе во институциите на државата, тогаш бројот на торбешите сигурно ќе порасне. Значи ќе ги охрабри тие другите Апсолутно. така да се изјаснуваат. Па не може сега, се извинувам, не може сега и да сакаме не можеме да ги остваруваме нашите права. Еве, било каде да конкурирате на било какво работно место, на било што да барате, мора да се изјаснете и по Немате етничка квоти. припадност. Ако се изјаснеш торбеш, не те прифаќа системот и Да. тоа е тоа. И предпоставувам дека една од причините зошто луѓето си бараат чаре на друго место е и тоа. Да. И впрочем не само торбешите и другите го бараат истото чаре, да видиме реално. Тие кои ги нема во преамбулата. Па и мислам дека и некои кои го има во кои ги преамбулата има, да. го изигруваат законот, сега Во знаеме како. зависност од тоа какво работно место се бара, така се Тоа е изјаснуваат. факт. Да. Мислам тоа е факт. Да, сме слушнале за тие злоупотреби дека се случуваат. Така. Во поглед на тоа, на дека торбешите се изјаснуваат и како албанци, и како турци, има и од тие појави, нели? Тоа се зборува одамна дека е така. Има и За турци има одамна е таа приказна, нели, околу центар Жупа, тоа цели региони, Тоа, значи тоа е... факт е дека цели региони, регионот на центар Жупа е, еве и самиот попис покажува, во центар Жупа имаме само мислам 20 и неколку изјаснети, 34 имаме торбеши. Во општина Пласница нема ни еден изјаснат торбеш, значи тоа се реално торбешки поранешни торбешки, да кажам, населби, општини, сето тоа, и сега Сега се луѓето сакаат изјаснуваат да се како? изјаснуваат турци таму. Како турци. Нека се изјаснуваат, не знам, другиот дел сака да, или општина Маврово Ростуш исто имате скоро 1000 турци изјаснети, а етнички турчин практично да нема. Но тоа е нивно право, затоа реков. Дали е причините можеме да ги бараме на секаде, дали државата некаде згрешила, дали во самите торбеши има некои превирања, развидувања, но секој случај мислам дека ако ни се даде шанса, ние сме многу коректни, многу нормални луѓе во оваа држава, можеме да си ги оствариме правата, можеме да дадеме многу за државата, само ни треба шанса. Има во последен период и кои се изјаснуваат и како албанци. Има. Не во последен, мислам и претходно. Мислам дека околу Стручкиот дел таа појава е поголема, Дебарскиот регион и сето тоа. Нас не ни пречи тоа. Ние сакаме да си ги оствариме правата како торбеши, а веруваме дека ако ги оствариме правата како торбеши, дел од ова население ќе си се врати таму каде што му е местото. Добро, ајде малку генерално за уставните измени, за сето ова што се случува, сте биле пратеник, сте биле координатор на пратеничка група, сте виделе и внатре како функционираат работите. Како ви личи на вас целиот процес на уставни измени? Мислите ли дека е можно некако ова да тргне напред, бидејќи гледаме дека ВМРО-ДПМН не отстапува од ставот, дека нема да поддржат уставни измени, не ни делегираа представници во работната група, бараат некакви гаранции од Европската Унија дека нема да има нови барања од Бугарија, но исто така господинот Мицковски дава изјави дека овој пратенички состав сигурно нема да гласа за уставни измени. Како вас ви изгледа сега целата работа? Јас би сакал да Македонија да оди напред. Би сакал многу скоро, 30-та година, 2030 година се споменува како година кога би можела да влезе Република Северна Македонија во Европската Унија и верувам и сакам да биде така. За да се случи тоа, мора да има општ консензус помеѓу сите политички партии, затоа што знаете дека 2/3 во парламентот се 80 пратеници. 80 пратеници ниту сега ова владеачко мнозинство ги има, ниту може да ги има било кое друго владеачко мнозинство и при тоа треба да внимавате и на принципот на Бадентер и сето тоа. Значи, многу е важно
сите политички субјекти во оваа држава да бидат свесни за она што е придобивка на оваа држава. При тоа, потенцирав и преска и сега ќе кажам. Значи, никако државата Македонија да изгуби. Посебно македонскиот народ во оној дел каде што имаше сумњи дека можеби ќе се задира во идентитетот, во јазикот и сето тоа. И верувам дека тоа не е проблем и мислам дека тоа е решено прашање. Значи, Македонија ќе си биде Република Северна Македонија со свој име, со свој јазик и со своја култура препознатливо и сето тоа. Политичките партии не се зрели во Република Северна Македонија за вакви предизвици, а треба да се, затоа што веќе ние повеќе од 30 години сме плурално општество. Секој пат и во други дебати разговарам дека треба да се роди можеби некоја трета политичка сила која што може да биде баланс помеѓу овие и затоа викам дека мора да има општ консензус. Добро, правиме кратка пауза како што најавивме, се вклучуваме директно пред Министерството за здравство, таму во моментов даваат изјава пациентите со цистична фиброза, да ја проследиме изјавата, па ќе продолжиме со разговорот. Да, тоа беше изјавата на пациентите со цистична фиброза. За жал, тие повторно се жалат дека терапијата треба да ја добијат што побрзо, дека оние броеви кои беа најавени од надлежните за бројот на пациенти не се доволни, дека треба да ја добијат и останатите. Се разбира, ние како медиуми ќе продолжиме да ја следиме нивната приказна во обид да им помогнеме. Се враќаме во студиото, господин Дрихан Дурмиши, поранешен пратеник, дојдовме до промените на Уставот. Последно што кажавте, само чисто да парафразирам за гледачите, зборувавме за политичките партии. Вие кажавте дека ви личи дека не се доволно зрели за процесот кој се случува, процесот кој треба да го продолжи европскиот пат на Македонија, бидејќи знаеме дека без несувањето на бугарите во Уставот не е можно да почне отварањето на поглавијата. Повторно, еве да се вратиме до таму до кај што сме. Како, господине Дурмиши, сега тука има неколку прашања. Едно е постигнување на политички консензус, ради постигнување на 80 пратеници, но имавме во минатото, особено со Преспанскиот договор, знаеме како тој процес беше прилично мачен со добивање на одредени пратеници од опозицијата кои гласа, па знаеме што потоа се случуваше, амнестијата и така натаму, долг и мачен процес. Сега ми се чини дека не би се одело на таков модел, некакво собирање на мнозинство, на дел од опозицијски пратеници да се собира 80. Ми се чини дека воопшто не се размислува за таква формула. Па еве да речеме да гледаме вака малце позитивно, она што деновиве го кажа и председател на ВМРО ДПМН, нека биде една почетна основа за да седнат саглам партиите вака и да разговараат. Јас не викам дека, не знам, нема идеален модел, нема идеално решение, секој пат решенијата трпат вака можност за многу дебата, многу потрошено време, но при тоа да е рационално потрошено и верувам дека и треба да смогнат сили партиите многу скоро, многу брзо да седнат и да разговараат. Затоа што ако разговараат, ќе се договарат. Мора да има отстапки од двете страни и треба да има отстапки. При тоа, како што кажав, најпрво да се стават интересите на државата на прво место. Државата треба да добие, а сите можеби помалце ќе изгубат. Крајно сериозна политичка партија можеби и свесно ќе отстапи за да изгуби на следните први избори што би се случиле, за на другите избори да дојде многу посилна и појака, затоа што државата нема друга алтернатива. Ние точно знаеме дека, не знам, и трпи економијата, судството, не знам, образованието, здравството и сите други сектори во државата трпат и не функционира како што треба, ама не функционира од сега. За жал, од секој пат не функционирало. И сега треба да се потрудиме тоа да го исправиме. Ако тапкаме во место, ако чекаме, не знам, наредни избори, па други избори, па трети избори, јас ќе се вратам само можеби за гледачите кои што не гледаат скоро, мора ова прашање да се реши со сериозен
политички консензус од сите партии. Никој пат ни една партија нема да има. Ако тие викаат ние ќе земеме толку пратеници, ние ќе земеме толку, не може да земат. Никој нема да има апсолутно мнозинство во македонскиот парламент никој пат. Секој пат ќе има можност и ќе има потреба од договор. Што побрзо седнат и се договорат, државата може да се придвижи напред. Инаку ќе имаме проблем. Кога господин Мицковски вели овој пратенички состав нема да гласа сигурно за уставните измени, дали можеби навестува дека е можно такво нешто после евентуални избори? И кога тој, според анкетите кои се прават, веројатно очекува и дека ВМРО-ДПМН би успела да се остави влада. Тоа му доаѓа по на народната што би било кога би било. Јас мислам дека Македонија изгуби премногу време во овој процес и мислам дека што побрзо се најде некакво решение, мислам дека можно е да одиме побрзо напред. Треба сите да се издигнат над себе. Како рече канцеларката Меркел пред некаја година, значи компромис е кога сите помалку губат. Така од прилика да ја парафразирам. Значи сите треба да се свесни помалку да изгубат. Дали ова владеачка гарнитура ќе изгуби сега малци или ќе изгуби после 3 години не е исто. Државата повторно ќе тапка во место, ќе се враќаме назад. Да бидеме реални, значи ако сме внатре или ако сме кандидат и ако почнеме преговори за Европска унија, се отвараат други можности за оваа држава. И тоа е факт. Факт е дека оваа држава сама не може да се справи со сите овие предизвици. И економската криза, и не знам, предизвиците во судството, во здравството и сето тоа. Тоа мора да е процес кој што ќе движи напред. Затоа што ако почнеме преговори со Европската унија, ќе се отвараат поглавијата, кластерите. Тоа значи дека први ќе се отворат кластерите за судството, за човековите права, за сите тие работи, значи 23 и 24 поглавија, тоа се сериозни поглавија и со нив ќе се затвори целиот процес. Процесот нема да сега ние преговараме и веднаш ќе влеземе во Европската унија. Значи тоа е процес кој што ќе трае. Ама штом преговараме, тогаш сме кандидат, член, тогаш имаме можност да се отворат фондовите, да ни помага Европа и да одиме напред. Значи кога ќе се придвижи економијата, кога ќе се стегне судството, кога ќе завладее правото, оваа држава ќе ја биде. Инаку вака имаме проблем сите. Сакам да спомнам овој дел. Значи ако продолжи вака оваа држава, за 2-3 години мислам дека од овие 1 милион и 800 и кусур илјади луѓе што се попишале, може би пола ќе останеме. Значи секојдневно имаме масовно иселување на населението. Иселувањето ќе се интензивира. Па не предпоставам, убеден сум дека ќе се интензивира. Сега се интензивира затоа што и сега луѓе познавам, значи лични мои и пријатели и другари, значи и сите тие што имаат овдека и екзистенција и сето тоа, и тие си одат. Си одат заради овие политики што ги прават политичките партии. Тоа е еден феномен во последно време, бидејќи не е како порано да одат сиромашни луѓе кои немаат тука за леп подат да заработат. Одат цели семејства добро ситуирани, образовани, кои едноставно се пакуваат од тука и си одат. Одма си одат веднаш, за жал све направиле овдека, све створиле, не им фали ништо и викаат не сме задоволни, сигурни вие имате такви пријатели и другари и роднини, не сме задоволни од сето ова што се случува. Значи, всушност бараат систем, бараат систем, да. Бараат правда, бараат мир. Да. Овдека не може да го најдат. Да. Добро, уште нешто околу европскиот пат. Друга теза која ја наметнува опозицијата на некој начин е дека тие велат ние кога ќе доеме на власт, ние ќе испреговараме подобри услови за преговарачката рамка, ќе успееме да ја смениме. Може ли од друга страна да се смени тоа, да се сменат условите кои се дадени? Да бидеме реални, не е можно. Затоа што вие потенциравте и преска, она што Република Бугарија го донела како декларација и усвоено и во нивниот парламент и сето тоа, значи сите тие договори, сите тие конвенции нивни, значи тоа подразбира дека и Европската унија е гарант на тој договор, значи тоа нема да се смени и никој не може да го смени. Значи сега е само целта, може би едните да дојдат на власт, другите да заминат и повторно да се вртеме во круг. Затоа ќе потенцирам. Најдобро е да седнат. Небитно кој ќе свикал лидерска средба, што и да е, дали се работни групи, не знам како, битно е да седнат и да разговараат. Ако разговараат, имаат можност да се договорат. Ако не, ќе трпи државата. Да, но ви личи ли на вас дека разговараат?
бидејќи сте биле пратеник, го гледаме и сега собранието, значи прилично имавме моменти каде што пратениците беа на рап на физички конфликт, веќе навредите и тие кои доаѓаат, вулгарностите кои доаѓаат од собранието, речи се секојдневие, гледаме еден политички јазик кој е ја преминува границата на политичка коректност. Ви личи ли на вас тоа како еден терен каде што може да се постигне консензус? До каде се оди со таа политичка борба? Прво, не е во ред вака, ама ќе кажам, значи, за жал, најлегитимни представници во оваа држава се народните избраници, а тоа се пратениците. Од друга страна, пак, најмалку во хиерархијата на власта, на моќта, ја имаат пак пратениците, а при тоа пак најголема одговорност. За да бидам појасно сватен, сигурен сум дека Не, тие ја имаат да моктено, дали ја користат? Не може ниту можат, ниту смеат да ја искористат, за жал. Значи немаш. Едноставно ајде нека се појави некој посебно од поголемите политички партии и нека каже поинаков став од ставот на лидерот или од ставот на партијата. Нема такви. И затоа е проблем. Значи битката ќе се води во собрание, тоа е факт, ама од друга страна сите решенија доаѓаат вака како на тацна, само ова треба да го гласате. Уствари, всушност нашето собрание не од сега, од секој пат е само марионета на владата, што е многу лошо и многу страшно. Инаку, еве апел до сите пратеници. Закон може да донесат за 3 сати, ако сакаат да донесат, било кој закон. Ама да се договорат. Проблем е што јас како нивни бивши колега не се размислува така во собрание. Во собрание се работи под диктат на партијата, ниту на владата. И тоа е голем проблем. Што побрзо, и ако успеат некако да се надминат себе си во тој дел, мислам дека може да дојде до некој решение, но убеден сум дека само пратениците како пратеници не може да го решат ова прашање, иако моќта е во нивните раце. Добро, но тоа, видите, не е нешто ново, ова што го кажувате дека собранието е само гласачка машинерија, дека пратениците не ги користат своите можности, овластување и така натаму да бидат навистина народни пратеници, но зошто тоа им дава повод да се однесуваат вака во собранието, како што кажав, на граница на физички конфликт, со вулгарности, со навреди, дали е тоа навистина жарот на политичката борба или е само еден популизам, еден пиар, една правење слика пред граѓаните, а после кога се вон камерите тие се однесуваат сосема поинаку? Мислам дека до израз доаѓа и политичката култура. Сега, за жал, во оваа држава, партиите си делегираат личности луѓе, лојални практично, и оние кои што треба да бидат послушни, а не луѓе со интегритет и луѓе кои што можат да имаат различно мислење од партијата. Секој пат било политичка игра таму, внатре, иако, еве, можам јавно да кажам пред овој медиум, има и завојувани страни, кои што во големите партии, каде што буквално и не разговараат, не комуницираат, но има и некоја игра, а тоа се случува, не знам, ќе излеземе пред камери, ќе кажеме нешто, после тоа ќе седнеме долу и пак ќе разговараме за нешто трето, така да многу е важно да се има политичка култура и да се внатре да влезат едуцирани политички кадри кои што можат со своја глава да размислуваат и да носат одлуки. Ако тоа се случи во наредниот период, мислам дека полека оваа држава ќе оди кон посериозна демократија, а ако не, ќе стапкаме вака во место, за жал. Да, и за крај уште едно последно прашање, она што е доста актуелно околу градењето на коридорите 8 и 10. Тоа ве прашувам бидејќи тие примерно ќе поминуваат низ Западна Македонија, каде што вие живеете. Таму ќе го олеснат движењето, протокот на луѓе, на добри и така натаму, но има доста прашања, доста контроверзии околу овие коридори, излегуваат доста новинарски стории околу надзорот пред се кој се врши. Знаеме таму отприлика кои се контроверзите, парите кои се даваат, фирмите, спорните моменти, но гледаме дека коридорите
за сега продолжуваат, тие се носат со посебен закон во собранието, ќе се финансираат од буџетот, а и председателот Пендаровски вчера најави вели дека доколку тој оцени дека законите и може да не добијат негов подпис и печат. Како гледате вие на ова прашање? Од последното, ако не добијат, да кажеме, првиот пат, вториот пат председателот ќе мора да го подпише ако се изгласаат исто законите. Но еве ја ќе направам една мала дигресија. Во мое време 2012 година го гласавме законот исто како посебен закон за автопатот Кичево Охрид. Значи ви зборам добро да запамтат гледачите 2012 година. Кој се уште не е направен. Сега сме 2023, значи 11 години поминале, а тогаш во тој закон, вака ми доаѓа пред мене, не повеќе од 3 години требаше да биде готов тој автопат. Зборам за автопатот Кичево Охрид, 52-3 километри. Во мое време уште еднаш гласавме, значи за да се зголеми заемот, тоа директно беше преку Ексико, мислам, кинеската банка и кинеската, некоја кинеска компанија, Синохидро, мислам дека го работеше и уште го работи. И сега можете да замислите 53 километри го прават 11 години. При тоа, уште неколку пати се земани заеми, кредити, не знам шо, и тој автопат можеби ќе достигне скоро милиарда. А почетна беше околу 200 и нешто милиони долари или евра, не земајте за збор. Мене ми е криво, ми е жал, во времето кога бев ја пратеник 2011 зборевме тогашната влада за тие 4 години претходно направила 7 километри автопат. Сега нешто има иницијатива да се гради, но не дај Господ ако повторно пак влеземе во еден таков лавиринт, а по ова што се случува, не цела, се согласувам дека не целата постапка не е онака како што треба транспарентна, да не влеземе повторно во една ситуација каде што имаме проблем, повторно да поминат десетици години, при тоа многу пари се потрошат и на крај не постигнеме ништо. Затоа што да погледнеме нашите соседи, да речеме Албанија, Косово што направиле Србија за истиот тој временски период, стотици километри автопати и сега сите коридори поминуваат од таму. Ние останавме тука за никаде. Од Скопје сега до Охрид вие не можете да дојдете за 4 сати. Ќе си појдете на друго место, на море или на езеро, а во Охрид не може да појде затоа што нема пат. И тоа е страшно. Апелирам и во тој дел добро е, има некои раздвижувања, гледам и антикорупцијска е вклучена. Добро е на почетокот да се спречи, да се санира што и да е, ако е некакви отстапки, ако има некакви грешки. Добро е да има автопати, ама добро е да има автопати со нормални цени, затоа што знаеме и најскапиот автопат може би чинел не повеќе од 7-8 милиони евра по километар, а овие наши веќе фатат може би по 10-15. Да. Добро. Господине Дурмиши, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам. Ова беше Рејхан Дурмиши, поранешен пратеник. Разговаравме за доста актуелни политички теми. Одиме сега со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Владо Димовски. Ќе зборуваме прво за проблемите на пензионерите, а потоа и за проблемите во образованието. Останете со нас.